Добро вечер и добре дојдовте во уште едно најново издание на емисијата Фокус. Неодамна Државниот архив на Република Македонија ја објави едицијата насловена како Црните страници на УДБА, на која на 13.000 страници, поточно 16 книги и 9 тома преку користење на неовластено направени извештаи од тајната полиција е опишано што се случувало во Македонија во периодот од 1945 па се до 2000 година. Токму на оваа тема, ова е поводот и причината тоа што оваа едиција беше промовирана во Струмица, ќе разговараме во ова издание на Фокус, во која мој и ваш вечерашен гостин е господинот Предраг Димитровски, по професија новинар, донедавно портпарол на Комисијата за верификација на фактите, а сега член на Комисијата за верификација на фактите и илустрација. Господине Димитровски, инспирирано од насловот кој го носеше оваа едиција, сакам да ве запрашам колку историјата што чекаше почнува да се открива? Почнува да се открива со објавувањето на овие црни страници на УДБА, почнува да се разоткрива едно темно минато од македонската историја, кое допрва треба да биде изучувано и обработувано од страна на историчарите. Меѓутоа, факт е дека Македонија е важи за една конзервативна средина и желам што сето ова не се случуваше во почетокот на 90-тите години. Веројатно, ако тогаш се започнеше, со ова, паралелно и со процесот на илустрација, многу работи немаше да се случуваат од тие што се случува по 1991, па да не говорам до тоа што денеска се нарекува афера Пуч. Јас споменав дека на 13.000 страници, односно во 16 книги, 9 тома, преку користење на невластено направени извештаи од тајната полиција е опишано што се случувало во Македонија токму во тој историски период. Накратко да ги опишеме едициите, на што се однесуваат, за какви досија станува збор? Значи, станува збор за досија историски и оперативни. Околу 15.500 досија се предадени во Државниот архив во 2001 година, откако во 2000 година беа отворени сите овие досија, а заинтересираните има можност да ги видат. Меѓутоа, морам да потенцирам дека отварањето на досијата во 2000 година беше само парцијално решение кое не даде никакви ефекти, а граѓаните кои беа заинтересирани пак за тоа не може да видат, ниту има увид во тоа кој им е одредувал судбината и си поигрувал со нивните животи, како со нивните, така и со животите и судбините на нивните најблиски. Што говори, да? Значи, првиот том всушност е посветен на идејата на ВМРО и формирањето на ВМРО, на групите со презнак ВМРО по војната во 1945 година. И во тој контекст морам да споменам дека за тоа исклучиво големо значење има Мартовскиот пленум на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија, одржан во Белград 1945 година, кога без присуство на ниту еден македонец, маршалот Тито ќе забележи дека Македонија се уште нема дадено ништо за војната и се уште го нема изживено Ванчо Михайловизмот. Сега, ако учеството на македонските единици во конечното ослободување на Македонија, на Југославија, на Сремскиот фронт, дава известна компензација за тоа што маршалот сметал дека македонците не дале соодветен придонес во периодот од 41 до 45 година, тогаш забелешката дека македонците го немаат изживеано се уште Ванчо Михайловизмот ќе остави трагични и долготрајни лузни последици по националното ткиво кај македонскиот народ, затоа што се она што значило идеја на ВМРО било трансформирана во идеја фактички на Ванчо Михайловизам, а меѓу ВМРО-ската идеја и Ванчо Михайловизмот
постои огромна, би рекол, разлика и тоа најдобро може да се илустрира со едно од досијата на еден ваш сограѓанин кој бил осуден за членство во една таква организација и парафразирано ќе кажам дека ќе ги пренесам неговите зборови забележани во неговото лично досие. Вика, на секој од клеветите во затворот, значи се мисли на Идризово, стоеше зашто е осуден затвореникот. На мојот кревет на таблата пишуваше ВМРО. Се додека еден ден не станав и не забележав дека тоа од ВМРО двете последни букви РО се прешкртани, односно избришани. Тоа значи дека идејата на ВМРО се поистоветувала фактички со идејата на Ванчо Михаеловизмот. Сега, и на ова би сакал да споменам уште еден детал. Например, во досието на Драган Богдановски, кој има едно десетина архивски кутии и илјадници страници, по неговото киднапирање и носење во Македонија од Париз, нели? Представниците на тајната полиција кои го испитуваат ќе забележат меѓу другото дека УДБА никого не осудила за ВМРО, што значи дека идејата како ВМРО сепак нешто значила и за луѓето од тајната полиција, меѓутоа тоа пак е нешто сосема друго, зашто непобитен е фактот дека зад Ванчо Михаеловизмот фактички стоела според УДБА идејата на ВМРО. Тука се надврзуваат и томовите за жртвите на Информбирото, на уметниците, на обидите за растурање на ВМРО ДПМН во периодот на плурализмот и последниот том е посветен на незавршениот процес на лустрација. Сега, ако се гледа секој том, односно секој издание поединечно, може да се видат едни трагични судбини, лични семејни судбини, кои фактички се резултат на методите, средствата и начините на делување на поранешната ОЗНА, УДБА, Служба за државна безбедност или Управа за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, во овој контекст ќе ми дозволите да споменам само 3 сегмента. Во зборникот за Методи Андонов-Ченто, првиот преседател на президиумот на АСНОМ, нели, има една секвенца кога Лазар Колишевски и забележува на притиската организација на комунистите во Прилеп дека слабо работи, а пак одговорот на таа забелешка е дека ОЗНА многу малку ни помага. Втората секвенца е во личното